Среќен крај имаше за семејството кое со две малолетни деца викендов остана завеано во викендица на Попова шапка. Таткото Бојан Залфа раскажува дека на шапка отишол после 25 години, но не очекувало и ова може да му се случи. Откако снемало струја и виделе дека не можат да излезат од викендицата, а немале ниту доволно храна и огрев, се јавиле секаде. Разочаране што и покрај оваа ситуација и со две мали деца, никој од Македонија пати ЦУК не одговорил на нивните повици за помош. Во евакуирањето им помогнала полицијата. Не ни служија Македонија пати ЦУК, не служија полицетите од тука што една шапка присутни. Дојда се качија горе, нека се ги земаа детето на рамо и пуштија. Колата остана горе, требаше 5 слова ни кажа дека го заврне снег, треба тамо да ги трнеме колите, ама нас ништо не ги кажа и не пати не времето. Иначе најголема благодарност до полицајците. Ти спомна најлуѓе, другото се катастрофа. Семејството, откако било извлечено од викендицата, со возило на СВР е пренесено во својот дом во Скопје, бидејќи нивниот автомобил останал завеан на шапка. Веднаш по пријавата, полициски службеници од полициското одделение Попова шапка се упатиле кон викендичката за да ги евакуираат лицата, а во меѓувреме, во координација со локалната самоуправа, ангажирана е и потребната механизација за пробивање на патот, пошто лицата се извлечени од снежната блокада, ако така може да се рече, и со возило на секторот за внатрешни работи Тетово, пренесени се до нивниот дом во Скопје. Попова шапка е непредвидлива и не е прв пат снежни наноси да завијат викендици, автомобили или патишта, особено кога пообилно врне снег и има виулици. Надлежните апелираат до посетителите на внимателност, барем оние денови кога има врнежи.